Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве носам да истражиме можеби најстарата и најмистичната градба на овие простори, а тоа е црквата Свети Пантелеймон, која што гледате зад мене. Официјално оваа црква е изградена во 1840 година, меѓутоа јас мислам дека е многу постара, затоа што во околината на црквата пронајдов многу стари предхристијански символи. Меѓутоа, мистеријата за оваа црква е уште подлабока, затоа што внатре во црквата има масонски символи, можеби единствени на овие простори. И исто така, во склопот на оваа црква, внатре се наоѓаат уште две други цркви, кои што се наоѓаат на спратот од оваа црква. Јас добив пристап и до горните делови на црквата, па ајде да одиме внатре да снимаме внатрешноста на црквата и да ги видиме и другите две цркви. Ајде со мене, одиме да истражиме оваа неверојатна градба. Кога ви кажав за стари символи, мислам на овој символ. Ова е коловрат или символ кој што бил користен во предхристијанско време низ целиот свет и представува еден од најраспространетите символи на оваа планета. Иначе, нашата галаксија го има токму овој облик. Тоа е коловратот, кој што е еден од мистичните символи кој што го има во оваа црква. А ова е символот со кој што се препознавале слободните ѕидари или масоните, и тој се наоѓа токму под надписот каде пишува која година е направена оваа црква. Дали тоа значи дека оние изградиле оваа црква или слично, јас не знам, меѓутоа нивниот знак стои под надписот кога е изградена оваа црква. А сега одиме и на горниот спрат од црквата, на чиишто краеви има две други мали цркви. И уште на самиот влез горе има некој стар крст или некој древен символ. А погледот од вториот спрат е уште повеличествен.
ова е втората, можем да наречем црква, која што се наоѓа внатре во големата црква и представува некој вид на издвоен дел. Има две овакви, една на едниот крај од ходникот, друга на другиот крај од ходникот. Јас си заминувам од ова прекрасно место, полно со убава енергија и ви давам една препорака сите да го посетите. Јас тука се одјавувам, а вас ви благодарам за тоа што гледате и да ве потсетам да се претплатите или да станете членови да го поддржите Сонцогор. Ви благодарам и ви го посакувам секое добро.